Предлогот е следен. Во членот 62, став 1, алинеја 2, се менува и гласи. Вака да бидам пократок. Сегашниот предлог на закон предвидува некој обвинител од основно јавно обвинителство со стаж од најмалку 15 работни години да може да ги прескокне и висшето обвинителство, и обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и директно да биде избран во републичкото обвинителство. Значи, мојот предлог е да си остане тоа дека работниот стаж се зема во предвид за јавен обвинител кој има непрекинат работен стаж од 7 години во висше обвинителство, тој да може да биде избран во државно јавно обвинителство, да истото да важи и за некој кој што има непрекинат работен стаж во основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција и кој е оценет со позитивна оценка во последните 3 години да може да биде избран во државното јавно обвинителство, но да се избрише делот каде што стои или јавен обвинител кој има непрекинат работен стаж од најмалку 15 години во основното јавно обвинителство со проширена надлежност и оценет со позитивна оценка во последните 3 години. Овој последен корпус на обвинители да се тргне на страна, да не може директно од основното да прескокне 2 скалила и да оди на третото највисоко скалило во државно јавно обвинителство. Тоа е предлогот кој што го дадов. Колегата Пренџов предлага да го дополниме и членот и по однос на ставот алинејата 1, предложивте да се зашто да дополним, за да запишам, да ви кажам? Значи, до моментот на пријавувањето е практично... Да се прецизира до моментот на пријавувањето, да стои како... Да може да се рачуна. Во ред прифатливо. Тоа се подразбира, но може да се прецизира. Добро, бидејќи е прифатливо,